Директорот на истражниот затвор Скопје Ѓоко Котевски денеска и официјално си поднесе оставка од функцијата по барањето на премиерот Зоран Заев, а по вчерашниот инцидент во кој по вербална расправја физички беа нападнати поранешните министри Милијана Киевски и Спиро Ристовски. Од досегашната истрага за случувањата утврдени се пропусти во постапувањето и непочитување на стандардните безбедности протоколи од службата за обезбедување во затворот Скопје. Затоа презам одговорност. Министерката за правда Рената Десковска вели дека истрага за тоа што се случило вчера во истражниот затвор во Шутка мора да има и треба да се води во две насоки. Едно е што ќе се направи истрага и извештај ќе треба да поднесе самата казнено-поправна установа, односно затворот Скопје, дали се почитувале процедурите, каде е направен пропуст, дали е воопшто направен пропуст и слично. Понатаму тука станува збор, ако веќе има употреба на физичка сила, тоа е кривично дело кое што треба да биде предмет на истрага и на јавниот обвинител. Првиот човек на Републичкото јавно обвинителство Љубомир Јовески вели дека надлежен јавен обвинител ќе испитува дали можеби некој од полициските службеници во затворот ја пречекорил службената положба. Особено во делот на пречекорувањето доколку има на овластувањата на определени службени лица, сега во рамките на обвинителството за организиран криминал и корупција постои посебно оделение кое што ќе ги истражува овие случаи, но не знам во моментот дали е тој таков. Од Основниот суд Скопје денеска соопштија дека судија извршил редовна посета на затворот и разговарал со Јана Киевски и Ристовски. Обвинетиот МЈ пред судијата изјавил дека по вчерашниот инцидент се здобил со повреди пошто бил пренесен во градската општа болница 8 септември, каде му е укажана медицинска помош. Со оглед дека чувствувал болки на телото, препишена му е соодветна медицинска терапија, која од денеска редовно ја прима. Притворените во установата не навеле други забелешки кои се во надлежност на судот. Инцидентот се случи вчера кога поранешните министри на ВМРО ДПМН Емилијана Киевски и Спиро Ристовски после вербална расправија биле физички нападнати. И двајцата од завчера се во 39 притвор во истражниот затвор Скопје. Осомничени се дека како дел од 6-члена група ги организирале насилствата во собранието на 27 април 2017 година.